Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. По извесен период без соодветна здравствена заштита од лекар во нивна непосредна близина, жителите на Горни и Долни Подлог и Мојанци конечно ќе добијат амбуланта. Таа е дел од националниот проект Рурален доктор, за чии потреби општината отстапи на користење простории во кои ќе работи амбулантата. Жителите на Горни и Долни Подлог и соседното Мојанци наскоро ќе добијат пункт во кој ќе добиваат примарна здравствена заштита. Локалната самоуправа се согласи за таа намена да преотстапи простории што се во нејзина собственост. Тие се наоѓаат во близина на поранешниот задружен дом во Горни Подлог, каде и претходно работеше амбулантата. Отворањето на здравствениот пункт е дел од проектот Рурален доктор, со кој Министерството за здравство во соработка со општините има обврска да обезбеди и опреми соодветни простории. Здравствениот пункт во Подлог ќе има 2 простории и санитарен јазол со вкупна површина од околу 27 метри квадратни. Според препораките од Министерството за здравство на територијата на општина Кочани е предвидено да се отворат вкупно 7 вакви пунктови, и тоа во селата Бели, Градовци, Прибачево, Полаки, Горни и Долни Подлог и Мојанци. Меѓутоа, поради географската поставеност, односно затоа што Бели е блиску до Кочани, пункт за сега не е планиран, а Горни, Долни Подлог и Мојанци се меѓусебно блиску, поради што се дошло на идеја амбулантата што е испразнета од претходните корисници да се побара за реализација на проектот. Бидејќи на територијата на овие 3 населени места нема лекар. Целта е, здравствената заштита на примарно ниво да им се приближи на пациентите, односно на жителите кои што немат избрано матичен лекар во место на живење или најблиското место на нивното живење. Целта, задачата на оваа екипа е да, како што реков, да пружа здравствена заштита на примарно ниво. Преглед, мерење на крвен притисок, мерење на шекер, холестерол во крвта, аплицирање на терапија, перорална, ампуларна и печатење на рецепти. Предвидено е во подоцнежниот период здравствениот пункт во Горни Подлог на пациентите да им овозможи закажување кај специјалист, за што лекарите ќе треба да поминат одредени обуки. Тоа значи дека граѓаните и преку пунктот ќе можат да ја остварат здравствената заштита на секундарно, односно терцијарно ниво. Иако е можно да дојде до известно преклопување со ингеренциите на матичниот лекар, кого пациентот ќе го задржи, сепак за да се избегнат забуни, на рецептите што ќе ги издава руралниот доктор ќе има посебен печат, со што лековите ќе можат да се подигаат од аптека. Проектот Мој термин во практика тешко се спроведува и граѓаните се незадоволни што не можат нормално да ги завршат потребните здравствени прегледи. Генерално задоволни се како услугата функционира во Кочанската болница, но проблеми има со прегледите во другите градови. Генерално негативно е искуството на пациентите кои здравствената заштита ја имаат со проектот Мој термин. Без разлика каков вид медицинска помош имаат, се соочуваат со проблем во почитувањето на закажаното време за преглед. Велат дека тоа им создава дополнителна нервоза, губење време, но и финансиски трошоци. Наместо подобрување во ефикасноста на здравствената грижа, оценка е дека сега добиваат полоши услуги со задоснување и од по неколку недели. Со Мој термин ја ич не согласувам. Зашо ли? Ние понапред си одехме на болница, дадат ти упут или за Скопје или за Штип идеш, од оваа болница те пратат од на друго место идеш и у еден ден си завршиш се. А сега, пример, ме праќат на кардиолог, треба да идам, па да ме прегледуваат, па после да ми дадат па за ехо за снимање, па друг ден па треба да одеш. Од Штип што довеќе доктор нели за моето момче, порачат у 3, викат биете 2, па они доаѓаат у 4. Довеѓат. А оно точно треба што треба да биде у 4, колку рече толку да дадат. Таму чекат дете код дете, не можам да не плаче дете. Ја у Скопје сам одио, тука ми закажа на снимање у државна болница. Отидо таму, вика, не бе, вика, ќе дојдеш друг ден, вика. Здравствената услуга Мој термин, што започна да се спроведува пред околу 1 година, е замислена на пациентите да им овозможи на многу поедноставен начин и побрзо да ги обавуваат прегледите и задолжителните административни процедури.
Сепак, искуствата од терен велат дека ефикасноста на лекувањето е намалено поради непочитување на закажаните термини или пак поради тоа што датумот што е определен со мој термин понекогаш дури и не одговара на сериозноста на заболувањето. Луѓето има многу што се болни, а они дават после месец-два за мој термин и може до тога човекот не дај Боже и да цркне и да умре, и значи него автоматски не се слагам со мој термин. Не може во секој момент. Сега сме закажали у 12:15, ќе дојдам па дали е доктора, па дали ми се десило на мен нешто, па дали терминот никој не може да го запазиме. Мислам дека порно се функционираше како што се беше, само да бидеме коректни и реални и тоа. Генерално позитивно е мислењето на граѓаните за услугите од лекарите во кочанските здравствени установи и сметаат дека мој термин тука се почитува. Велат, поголеми се проблемите кога треба да се направи медицински преглед во другите градови. Доцнат прашања, проблеми со најава во системот, нелогични и безсмислени, апсолутно непотребни прашања, се проблемите кои го следат текот на одвивањето на екстерното тестирање во кочанските училишта. Тестирањето доцни околу половина час. Со задоцнување од половина час заради доцнење на прашањата, во Гошови Кјантиев екстерното се одвива без позначени проблеми. Полагаат 209 ученици, од нив одсутни се 5 поради оправдани причини, информираше директорот Димче Сребринов. Во Лјупчо Сантов пак екстерно полагаат 188 ученици, од кои оправдано одсутни се само 3. Во ово училиште тестирањето се одвива без проблеми, рече директорот Лазар Димитриев. Во основните училишта во Кочани проблем има само во најавата на учениците во системот, кога на самиот почеток на полагањето не ја прифаќа најавата и поради тоа почетокот на тестирањето се одложува за неколку минути. Инаку има и појава на грешки во некои од прашањата, пошто дополнително ги збунува учениците. Забелешките на учениците и наставниците се однесуваат на тоа дека одредени прашања се апсолутно непотребни, односно безсмислени, иако беше речено дека нема нелогичности во прашањата, туку само тенденција да се поттикнат учениците во размислувањето и донесувањето заклучоци. Во спроведувањето на екстерното не се сосема мирни и наставниците, постои стравот од можна казна за нив. Во виничките училишта пак екстерно полагаат околу 2000 ученици. Само во текот на првиот ден од спроведувањето технички проблеми и задоцнување заради паѓање на системот имало во основното училиште Гоце Делчев. Во другите винички училишта за сега тестирањето се одвива без позначени проблеми, информираат директорите. Во гимназијата Ванчо Праќе екстерно полагаат околу 500 ученици. Распоредите дополнително со предметот што го полагаат учениците се објавуваат секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање. Резултатите ќе бидат објавувани етапно на крајот од месецот. Со екстерното опфатени се учениците од 4-то одделение од основното образование и до 3-та година во средно, како и наставниците од основните и средните училишта. Тестирањето секојдневно е наблюдувано од инспектори од Државниот просветен инспекторат. Против 84 лица од Кочани биле предложени воспитни мерки од страна на Центарот за социјални работи, поради тоа што извршиле деликвентски престапи во текот на минатата година. Дел од нив се упатени во соодветни поправни установи, а против останатите е побарана засилена родителска и социјална грижа. Вкупно 84 малолетни лица кои се извршители на деликвентски престапи се евидентирани во Центарот за социјални работи во Кочани во текот на минатата година. Против сите нив се предложени соодветни воспитни мерки заради отстранување или спречување на тамошното девијантно однесување. При тоа 62 малолетни престапници биле кривично одговорни затоа што влегуваат во категоријата постари малолетници, односно биле над 14 годишна возраст. Останатите се кривично неодговорни затоа што се помлади, поради што против нив се преземени поинакви воспитни мерки. Откривањето на престапниците и преземањето на мерките било во соработка со Управата за внатрешни работи и Основниот суд од Кочани. При тоа, кога се работело за кривично одговорни сторители, по барање на судот за секој од нив е изготвуван комплетен предмет со педагошки наод, социјална анамнеза и психолошко мислење, како и синтетизирано мислење во кое е предложена и воспитната мерка. Против најголем број од малолетните деликвенти, вкупно 16, била изречена воспитна мерка укор. Против 9 е предложен засилен надзор од родителите, за 4 лица е преземен засилен надзор од социјалниот орган. Исто толков број престапници се упатени во воспитно-поправна установа, а за едно лице е изречена казнена мерка и е упатено во малолетнички затвор.
Исто така, во текот на минатата година формиран е мобилен тим кој работел на терен за откривање на деца кои питачат на улица. Биле изведени вкупно 28 акции, при што се откриени 3 деца кои питачеле во трговскиот центар. Едното од нив спаѓало во така наречената фантом група, односно немало извод од матичната книга на родените, иако било на 6-годишна возраст. По утврдувањето на состојбата за овој малолетник бил изваден извод по службена должност. Со родителите на сите деца бил извршен и разговор, при што е укажано на законските последици од занемарувањето на родителската грижа, а подоцна децата се вклучени во образовниот процес во основното училиште Малена Попиванова. Комуналниот инспектор во општина Виница Гоце Ѓоргиев е избран за претседател на Сдруженијето на комунални инспектори на Македонија. Во Скопје се одржа изборно годишно собрание. Во една од халите на Скопскиот саем се одржа 13-тото собрание на Сдруженијето на комунални инспектори од Македонија, 4-то изборно. За нов претседател на Сдруженијето е избран комуналниот инспектор во општина Виница Гоце Ѓоргиев. На ова Сдружение на Сдруженијето на комунални инспектори е само да јакне институција на комунални инспектор. Знаете, секојдневно се ние соочуваме со проблеми на терен помеѓу граѓаните. Едно од причини за нашето здружување е за да може полесно да се носиме со проблемите кои ни се појавуваат на терен. Ѓоргиев подвлекува дека некои законски решенија не се дадени еднаш за секогаш. Законската регулатива се менува согласно европските практики, што подразбира и промени во насоките на дејствување на Сдруженијето. Нашето здружение се труди да биде во чекор со извидите на овие постојани законски решенија кои третираат комуналната сфера, а се со цел да бидеме успешни во нашата работа. На собранието на Сдруженијето на комунални инспектори беа избрани новите тела, извршниот и надзорниот одбор, во кои влегоа членови од повеќе општини во Македонија. Благ пат на цените на зеленчукот и голема побарувачка на земјени садови за задушница. Градскиот пазар во Кочани и овој пат пулсираше во вообичајното темпо, со намалена потрошувачка на земјоделските производи. За една недела цените на одредени земјоделски производи на градскиот пазар бележат благ пат, додека на други стагнација. Како навлегуваме во потоплиот период од годината, со наглото зрење, особено на градинарските култури, се намалува цената на зелените пазари на големо и мало. Кочанскиот пазар е релевантен барометар за состојбата во потрошувачките центри и движењето на цените во однос на понудата и побарувачката. Врз основа на моментната прегледност на цените, пролетната зелка чини 10 денари за парче, оранжериската краставица 15 до 20 денари за килограм, доматите зависно од класата, а пат на цената бележат и пиперките. Цените, патлиџаните 40-50 денари, зависи која класа. Значи, по-квалитетни од 50, по-ситни од 40, пиперките 50, лути од 60, тука некаде. Значи, нема нешто промена. Готово тете. Тоа. Многу слабо. Катастрофа. Катастрофа, слабо. Значи, не се осеќа дека празници. Катастрофа. Како било во споредба со претходните години? Сега многу послабо. Значи, не се осеќа дека како обичен ден да не е пазар. Слабо. Цените како ни се движат, на цена наша роба што е тука, салатички 10 динара, крумиче, лукче младо по 10 динара, тиквички 110 динара, грашако од 20 до 30 и така, помпиро исто и оње 20, 25, 30, тука. На зелените работи тоа е. Тоа е ваше производство? Да, да. Кажете ми каква е побарувачката? Добро, и да речем и така нешто. Троше се, ама помалку. Чувствува некоја поголема раздвижност затоа што празник е? Празник е, ама нема многу раздвижност. Ти со цело празници се слават, па се они имат роба. Толку ќе у градот тога ќе се троше повеќе. Со овие од селото они си имат нина роба, затоа многу не се троше. 20 динара и 15. Парче зелка 20 и 15. Потрошувачката каква е? Средна, добро. Сезона е на јагодите и црешите. Се продаваа по просечна цена од 60 денари.
Од друга страна, бидејќи на јужната хемисфера е доцна есен, цената на тропското овошје, кое го има значително помалку од претходно, бележи пораст. Портокалите се продаваат по нешто повисока цена од претходно или 50, бананите 60 денари за килограм. В сабота е за душница, па најмногу се продаваа бардачиња и други земјени садови. Цените во најголема мера прифатливи за купувачите, а и во спротивно така налагаат народната традиција и обичаите поврзани со овој празник. Голем дел од пазарџиите купија дел од широката палета лоцирана покрај главниот мост. Годинешнава прослава на патрониот празник на музичкото училиште беше поголема и понеобична од претходните, затоа што по повод роденденот на неговиот основач Ристо Јоруков, училиштето ги отвори вратите за гостите од Унгарија, од збртемениот град Сигенцен Миклош, за заеднички концерт во чест на празникот. Училиштето не е само образовна, туку едновремено и културна институција, темелник на професионализмот во музичката историја на Кочани, рече во поздравниот говор пред присутните директорката на училиштето Елизабета Ѓоргиева. Беа доделени и последни признанија на две ученички. Тијана Јовик, која годинава има рекорден број награди и настапи во државата и странство, и Благица Арсова, која беше прогласена за првенец на генерацијата. Оваа година мојот труд го заблагодарија и пофалија со титулата ученик на генерација, за која сум многу благодарна. Беше неочекувана се до последниот момент и многу сум возбудена околу оваа титула. Прво место зедов на надпреварот во Аранџеловац, Србија, и два на државни надпревари по клавир, и таму зеднав прво место. Оваа година имам рекорден број на награди. Бев на надпревар во државата и надвор од неа. Оваа година освоив прво место на меѓународниот надпревар. Исто така имам освоено две втори места на меѓународните надпревари и едно трето место на меѓународните надпревари и второ место на државниот надпревар и први место на регионалниот и на општинскиот надпревар. Среќна сум што има луѓе кои што го ценат трудот не само овде, туку и луѓе надвор од државата. Концертот започна со најмалите. Детскиот хор ја исполни авторската композиција на професорот од училиштето Љупчо Ѓоргиев под наслов Музиката се шири. По детскиот хор настапи гудачкиот оркестар од збртемениот град на Кочани Сигенцен Миклош, чија соработка со музичкото училиште започна од манифестацијата Денови на Оризот и порасна до заеднички концерт со музичкото училиште од Унгарија Адам Јено. Исполнија композиции од Бах, Елгар, Брамс и Дворжак. По нив настапи хорот и оркестарот на училиштето под диригентство на магистар Марија Лазарова. Солист на композицијата Once Upon a December беше Чидам Таштан од Турција, волонтерка во Здруженијето Павел Шатев од Кочани. Јас сум Чидам Таштан, волонтерка во Здруженијето Павел Шатев од вашиот град. За прв пат сум во Македонија и во Кочани и навистина многу ми се допаѓа тука. Ми беше чест да бидам солист на ваков прекрасен концерт на одбележување на патрониот празник на музичкото училиште. Јасот секогаш ја сакам музиката и имам настапувано низ повеќе држави и затоа на поканата на директорката на училиштето одговорив позитивно. Концертот заврши со настап на хорот и оркестарот на училиштето со веселата композиција Happy Day која ја крена публиката на нозе. Презентиран прирачник од биодиверзитет и птиците во Брегалничкиот регион, изработен од учениците на основното училиште Раде Кратовче, наменет за учество на конкурсот за екоприрачници. Училиштето доби награда и се наоѓа меѓу првите 5 од Македонија, кои што од 11 до 14 јуни ќе учествуваат во летниот екокамп на планината Голак. Училиштето е вклучено во проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, а од годинава и во проектот Интеграција на еколошка едукација за изучување на природата во Брегалничкиот регион. Во рамки на тој проект, невладината ОХО организираше кампања за изработка на екоприрачници. Основното училиште Раде Кратовче се пријави и конкурираше со изработка на екоприрачник под наслов Биодиверзитет и птиците во Брегалничкиот регион. На тој конкурс, нашето училиште со овој прирачник беше избрано како 5 од наградените училишта кои што од 11 до 14 јуни ќе се вклучи во летен екокамп кој што ќе се организира на Голак, на планината Голак. 5 јуни, светскиот ден за заштита на животната средина во училиштето беше одбележан со презентација на прирачникот изработен од рециклирана хартија.
За да го одбележиме ние овој ден, решивме да извршиме презентација на нашиот прирачник кој што се однесува токму на биодиверзитетот во Брегалничкиот регион, односно на птиците кои што се среќаваат во Брегалничкиот регион, поточно во Кочанската котлина. Презентацијата ја извршија учениците кога пред присутните објаснија за содржината на прирачникот и за процедурата на изработка на истиот. Училиштето Раде Кратовче во текот на годината спроведува низа активности за одбележување на важни денови за заштита на животната средина, со цел подигнување на свеста кај учениците за нејзино зачувување. И не случајно, училиштето неколку пати поред го добива највисокото зелено знаме за еко училиште, за кое се аплицира на секои 2 години. Почнува со работа младинската школа на градскиот фудбалски клуб Осогово. Уписите стартуваат следната сабота, а се однесуваат на млади фудбалери на возраст од 6 до 16 години. Градскиот фудбалски клуб Осогово формира младинска фудбалска школа. Уписите за членство ќе се вршат почнувајќи од сабота 14 јуни. Ќе вршиме упис на нови членови млади фудбалери, може да се запишат од 6 до 16 години. Првите неколку месеци ќе биде бесплатно. Во план сме да со текот на времето да обезбедиме и целосна опрема за фудбалерите, да ги пријавиме во младински фудбалски лиги да се напреваруваат. Исто така да напоменам дека нашиот фудбалски клуб има склучено договор со Академија Пандев за размена на млади фудбалери, така да најталентираните, најдобрите ќе имаат шанса да ја продолжат својата кариера таму. Младинската фудбалска школа на Осогово наскоро ќе започне со информативна кампања преку која ќе ги запознае заинтересираните со начинот и термините за упис. Текот на овие денови низ градот ќе бидат залепени плакати кај што младите играчи ќе можат, младите деца да се информираат. Контакт телефон ќе има на нив, може да се јават на мене и на другиот тренер Ангел Асов кој што ќе работи заедно со мене и така, топло препорачувам да се запишат што поголем број на деца. Тренинзите, велат од клубот, ќе се одржуваат на градскиот стадион Никола Мантов и тоа 3 до 4 пати неделно во текот на целата година. Учество во детските лиги е предвидено веќе од септември, кога започнува новото правенство. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.